Телефонскиот разговор меѓу Трамп и Путин траел 50 на минути, а Кремљ и Белата куќа го оценија како значаен чекор во подобрување на односите меѓу двете земји. 20 председатели се согласиле дека треба да ги здружат силите во борбата против тероризмот, како и да воспостават вистинска координација во војната против ИСИС во Сирија. Искажена била и потребата за подобрување на пазарните и економски врски, но не било разговарано за симнување на санкциите кон Русија. Во разговор не бил спомнат ниту скандалот со хакирањето на американските избори. Двајцата се договориле да останат во редовен контакт. На крај, Трамп на народот на Русија му посакал среќа и благосостојба, истакнувајќи дека американците чувствуваат симпатии кон русите, на што Путин му одговорил дека тие чувства се обострани. Американскиот председател вчера разговарал и со Ангела Меркел и Франсуа Оланд. Германската канцеларка го потсетила Трамп за важноста на Северноатлантскиот воен сојуз, но се согласила и дека е потребно сите членки да ги исполнуваат своите финансиски обврски кон НАТО. Било разговарано за конфликтите ширум светот и опасностите од тероризмот, а Трамп ја повикал Меркел наскоро да го посети Вашингтон. Оланд пак побарал од американскиот председател да не ги симнува санкциите кон Русија, се додека не бидат исполнети договорите од Минск за надминување на украинската криза. Французинот му порачал на Трамп дека нуклеарната спогодба со Иран мора да се почитува, како и принципот за прифаќање бегалци.